Денес ќе зборуваме за како жените после бременост да се вратат во старата форма и да никогаш повеќе не се жалат дека бременоста е крива за нивниот вишок на килограми. Здраво на сите по трет пат. Ова е третата епизода од The Better Nutrition Show. Ова што го гледате е Јоси Дамјанов. И искрено многу сум возбуден што имаме некако веќе влијание кај луѓето кои што не следат. И многу ми е драго што гледам дека има добра гледаност и на YouTube каналот, односно и на самата фан страна луѓето кои што веќе ја следат. Имаат направено и доста прегледи на првите две епизоди. И не сум толку возбуден за тоа што има гледаност, колку што сум возбуден што ќе се случува можеби во 50-та, во 100-та епизода и колкаво влијание може да има врз луѓето сето тоа и колку може да практично да помогнеме при промената на свеста кога се работи за квалитетот на живеењето. Денеска, она што ми беше целта, сакам да позборувам малку околу тоа како после бременост да се вратите во старата форма. Се разбира, ова се однесува исклучиво за девојките и за жените. Бидејќи добивме доста прашања дека не знам, после бременоста не можам да се вратам назад, порано бев фит и супер, али е тоа порано и не е важно, или па можеби после втората бременост никако веќе не можам да ги вратам старите килограми, иако после првата бременост имав некакви добри резултати при тој обид. И она што сакам да ви го дадам како многу едноставен совет кој што треба да го правите и да го следите е примерот на вашето дете. Бидејќи сите сте свесни, мајките, вие сте свесни дека после раѓањето на децата уште во првиот ден детето почнува да плаче на 2-3 часа за да цица. И природата нас не создала да јадеме на 3 часа. Односно да имаме редовни оброци со тоа да го чуваме метаболизмот активен. Но така, после година време, откако веќе детето нема да цица, почнуваат проблемите, почнуваат филозофиите и ставот само нека е здрав и жив, само нека јаде. И му се дава на детето секаква храна која што нутритивна не е вредна и не е квалитетна и почнуваат проблемите. Затоа, доколку сакате да се вратите во старата форма и сакате да се тргнете од вишокот на килограми, мој едноставен совет е да го следите примерот на вашето дете и да почнете да имате поредовни оброци, бидејќи има една многу едноставна поговорка која што вели: ако сакате да ги имате резултатите кои што до сега сте ги немале, почнете да правите работи кои што до сега не сте ги правеле. По принцип, секој од вас кој што има можеби вишок на килограми, еве конкретно за мајките, поради тоа што добила вишок во текот на бременоста, сега има нередовни оброци, неквалитетни оброци, метаболизмот си штеди масти и така се покачуваат килограмите. Така да поимот и вода пијам ми се фаќа е точен и тоа е поради тоа што имате многу малку оброци, многу нередовни оброци. Зачестете ги, нека бидат и вашите на 3 часа како што ги има и вашето дете и ќе видите какви резултати ќе имате. И за денеска нема да должам повеќе. За крај само ќе ви се заблагодарам уште еднаш што не следите. Ќе ви се заблагодарам што ни давате позитивни коментари и ќе ви се заблагодарам што не сте една огромна мотивација за се што ова го правиме со Тања. Продолжете со прашањата, inbox, Ask the Better Nutrition Show. Можете да најдете и нас како на нашите лични профили, а уште подраго ќе ни биде доколку одлучите да дојдете да се запознаеме и можеби и вие да бидете една успешна и инспиративна приказна војнина. Се гледаме во 4-та епизода, тоа ќе биде за многу кратко, можеби 3-4 дена, ќе најдеме исто така некоја интересна тема која што може би засеги, од која што ќе одлучиме дека добиваме најмногу прашања. Убав ден и пријатно!